Каталонските политички лидери се состанаа во петокот за да ги разгледаат наредните чекори во врска со референдумот за независност на Каталонија, закажан за 9 ноември. Владата на Шпанија не се согласува со овој референдум, а Уставниот суд го забрани. Председателот на богатиот североисточен регион Артур Мас формира 7-член комитет кој треба да го надгледува гласањето на референдумот за независност на Каталонија, што се смета за прв конкретен чекор во насока на одржување на референдумот и покрај одлуката на Уставниот суд, кој реши да ја преиспита легалноста, што практично значи дека го суспендира. Каталонија има околу 7,5 милиони жители, централен град е Барселона, а каталонците имаат и свој јазик. Веќе подолго време настојува да се одвои од Шпанија, а овие намери особено зајакнаа по референдумот во Шкотска за независност. Таму беше неуспешен, но каталонците се убедени дека кај нив ќе успее. И покрај противењето на Мадрид, каталонските политички партии и активисти се подготвуваат за референдумот. Една група активисти, наречена Ла Фабрика, спроведува своја кампања под мотото "За молчани и во кафез". Тие сакаат да обрнат внимание врз проблемот со референдумот со поставување гласачки кутии во кафез на повеќе места низ Каталонија. Ги фотографираат и ги ставаат на интернет. Портпаролот на групата Лис Кастро изјави дека се обидуваат на креативен начин да обрнат внимание врз проблемот. Сакаме да мислиме на ова како на мирен начин на покажување на нашите чувства. Најважна работа е што движењето за независност на Каталонија е екстремно мирољубиво. Решени сме да нема насилства. Ке палиме свеки, ке пееме песни, ке превземаме други слични активности. Стотици илјади каталонци излегоа на улиците на Барселона на 11 септември, облечени во црвени и жолти бои и ја направија буквата В, што означуваше символика дека сакаат да гласаат на референдум за независност. Минатата година за истата цел направија синџир од луѓе кои се држат за раце во должина од 480 километри од северот до југот. Деновиве тие поставуваат кутии за гласање во кафез низ улиците на Барселона, кои символизираат дека сакаат да гласаат, но не им е дозволено. Ваквиот потек им е симпатичен и на локалните жители и на туристите. Сите иницијативи се добри, но тоа се само иницијативи, но кога ќе се свртиме кон фактите, ќе видиме дали е добро или лошо, вели еден локален жител. Ни го привлече вниманието, мислам дека е добро и дека има символика на она што се обидуваат да го направат, велат туристите. Многу од балконите во Каталонија се декорирани со сепаратистички знамиња, со што луѓето ја искажуваат поддршката за независност. Активистите исто така ги повикуваат луѓето да поставуваат кафези на нивните балкони или пак да ги цртаат во знак на протест против одлуката на Уставниот суд на Шпанија. Gracias.